А Рачиново доби струја, сметките останаа неплатени. Лично министерот за економија Крешник Бектеши се пофали дека проблемот бил привремено надминат, без да објасни како. Само дека владата интервенирала кај Евана. За купување на социјален и коалициски мир, државата замижува пред очигледен криминал, сметаат аналитичари. Според нив ова е само уште еден доказ дека поважно од функционирањето на правна држава е обстојувањето на коалицијата СДСМ-ДУИ. Еден од првите советници во ЕВНП на нејзината приватизација Агим Јонус смета дека ситуацијата од економски и технички проблем наврено останува политички, но и од сите проблеми потекнуваат и завршуваат во владата. Најбезобразната работа е што се селектираат пунктовите за да може да се исполитизира економски проблем. Народот нема пари да плаќа, по Скопје кој е процентот на неплатеност? Државата не смее да функционира по принцип на политизирање на економски проблеми. Сите проблеми, сите решенија водат директно кон владата на Република Македонија. Аналитичарот Синишо Пекески објаснува дека на овој начин проблемите не се решаваат, туку само се туркаат под тепих и дека лојалните граѓани се дискриминирани од страна на власта. Значи не е возможно во една држава каде што лојалните граѓани кои плаќаат данъци секоја година, каде ги плаќаат сите сметки секоја година, најмногу да испаштаат и најмногу да губат, за разлика од оние кои со години не плаќаат сметки. Јас ги ставам политичарите и оние нелојалните граѓани на иста страна, заради тоа што и двете се заинтересирани што е можно повеќе да земат некаков бенефит за себе, а што е можно повеќе тоа да го плати честниот и лојален граѓанин на Македонија. Според засега непотврдени податоци, трафостаниците низ општина Рачиново бележат загуби од 65 до 96% од електричната енергија. Во февруари годинава, според неофицијалните пресметки во овој регион биле украдени вкупно 2800 мегават часови, што на годишно ниво се повеќе од 20.000 мегават часови, односно околу 6 милиони евра. Ова не е прв пат жителите на Рачиново да протестираат поради струјата. По неколку дена секогаш им била вклучувана, а проблемот со наплата останувал нерешен.